Повисоки приноси за сточарите, поквалитетни производи и поголема конкурентност на македонскиот земјоделец на европскиот пазар, вака заменик министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство Ванчо Костадиновски ги дефинираше очекувањата од новата мерка за 80% кофинансирање за набавка на високо приносен добиток. Имајќи предвид фактот дека во претходниот период се промовираше и проектот капка по капка, системот капка по капка, каде што и тука предвидуваме 80% покривање на трошоците за инвестицијата, за имплементирање на ваков систем кој што треба да биде комплементарен, таму каде што нема систем за наводнување со бушотини преку ископи на бунари, да во површина до 50 хектари целосно биде покриена оваа инвестиција. Со овој проект, системот капка по капка, со проектот за набавка на високо приносен добиток, целта на ВМРО ДПМН е да кај сточарите и кај сите оние кои што се занимаваат било со сточарство, било со полјоделство, било со одгледување на овошни култури, да го подобриме приносот, значи да има поголема продуктивност во производството, да имаат поголеми приходи земјоделците кои што се занимаваат со одгледување на вакви култури, на ваков вид на земјоделска дејност, да квалитетот на производот биде на повисоко ниво. И тоа е потврдено со меѓународна пракса, со добрата земјоделска пракса, и науката го има потврдено тоа, и искусните развиени земји кои што имаат постигнато високи резултати преку имплементацијата на овие системи. Мерката за финансиска поддршка од страна на државата при набавката на високо приносен добиток ќе почне да се применува од 1 јануари 2017 година преку програмата за рурален развој. Максималната вредност на прифатливи трошоци ќе изнесува до 100 милиони денари, со кои може да се купат максимум 100 крави или 1000 високоприносни кози или пак 800 високоприносни овци. Средствата ќе се доделуваат како неповратна финансиска помош, а право на користење ќе имаат сите одгледувачи на добиток кои се запишани во единствениот регистар на земјоделски стопанства. Набавката на добитокот ќе се врши од признати одгледувачи на добиток.